Да, се враќаме во студиото. Тука е господинот Аднан Џаферовски, како што кажавме, поранешен, ајде да речеме, политичар, поранешен директор на ДЗС, доста функции, партиски функции во СДСМ. Господин Џаферовски, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов. Добар ден. Јас најав дека ќе разговараме за актуелната политичка состојба, за сето она што се случува, ќе ги анализираме процесите. Пред се како главен момент ќе ни биде македонскиот европски пат. Вечна приказна која се реактуализира од момент на момент и стално во таа приказна имаме различни поглавја кои го носат истиот исход. Далеко сме од ЕУ, не гледаме дека нешто ќе се приближиме во скоро време. Или можеби не гледаме. Она што е следно, најново е дека на почетокот на јули во Македонија пристигнува еврокомисарката за проширување. Марта Кос, скоро премиерот Мицкоски беше се виде со германскиот премиер, со францускиот. Што можеме да очекуваме од сите овие активности? Можеме ли да очекуваме некакво помрднување или нешто ново да се случи? Пред настанот кој се случи самитот на ЕУ во Тивет, кој беше еден од во последните години најзначајна средба со највисоки представници на Европската Унија, овде беше председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој јасно и недвосмислено ни кажа што треба да направиме за да го продолжиме европскиот пат, односно европските процеси. Ги повтори истите ставови, буквално. Ги повтори истите ставови. Доаѓањето, најавата за посетата на еврокомисарката за проширување господјата Марта Кос е непосредно после завршувањето на самитот во Тивет и како што гледам релативизирањето за незината посета и кажувањето дека е тоа една од незините редовни посети, не се слагам и мислам дека е дрско и безобразно така да се формулира тоа. Напротив, после самитот во Тивет е донесен еден многу важен документ кој го донесоа водечките лидери на Европската Унија, господинот канцеларот Фридрих Мерц и председателот на Франција Емануел Макрон, нон-пейперот, кој е практично едно компромисно решение, да не биде дискриминаторско во однос на земјите членки кои подолго време чекаат за влез во Европската Унија, односно компромисно решение за членство на Украина и Грузија во семејството на Европската Унија. И јас лично очекувам дека господјата Марта Кос ќе истото ќе го повтори, ќе проба да ги вразуми нашите власти, да им ги отвори очите и да им каже дека се имаат уште поголема шанса со нон-пейперот да можат зашто нон-пейперот предпоставува забрзан процес за интегрирање во Европската Унија, односно пристап кон европските фондови и финансирање. Да, но не е јасно тука дали тоа на некој начин треба да биде како една замена за полноправно членство и целосно членство, па се нуди некакво придружно членство или членство без право на глас, со пристап на фондови, пристап до заедничкиот пазар,
или се работи за забрзан процес на интеграција. Тие две работи не се баш јасни. Дали имаме на некој начин повторување на приказната, се сеќавате која кажа и председател Пендаровски за таа фамозна Европска економска заедница која ни се нудела нас како замена за целосно членство? Не, овде се работи, веќе се менуваат работите после почетокот на руско-украинската војна и се што се случуваше во изминатиот период, војната на Блискиот Исток помеѓу Израел и Иран ги менува тотално работите и Европската унија, која беше практично заспана сите овие години и спиеше на увото дека една веле сила како Соединетите Американски држави е нивни заштитник, се испостави дека не е така и практично се случува една револуција во рамките на Европската унија во смисла на нови правила за интегрирање на земите кандидати за членство во Унијата, заради и ја напуштаат една пракса на бирократски процес, техничко-бирократски процес за влегување, односно за членување во европското семејство. И со овој non-paper практично им дозволуваат на земите кандидатки за членство во Европска унија да можат да пристапат нормално без право на вето, за да можат полесно да се интегрираат, значи го олеснуваат процесот на интеграција во Европската унија на земите кандидатки со тоа што прават со non-paperот прават компромис и да не ги дискриминираат земите кандидатки членки кои подолго време работат на техничко-бирократски процес за интегрирање на... Тоа ми беше прашањето, бидејќи еве во сите овие земји, посебно во балканскиве земји, Турција да не ја спомнувам, веќе таа е вечен кандидат, нели? Така. Во балканскиве земји кои се некако, ајде да речеме, како тука некаде блиску, постои еден своевиден, не знам дали би кажал револт, но сепак на некој начин се негодува на тоа што сега ова иде во пакет со Украина и Молдавија. Бидејќи они велат во ред, немаме ништо против Украина и Молдавија, нека станат и они земји членки на ЕУ, но некако тука се чувствуваат малку обесправени што се ставаат во ист кош, а толку време работат и чекаат на тоа. Управо пред малце тоа го кажав, значи се менуваат приликите во Европа, свати дека е најважен, значи има други сега приоритети се јавуваат. После почетокот на руско-украинската војна се менуваат и приоритетите. Политичката стабилност, сигурноста на европскиот континент, безбедноста на европскиот континент се едно од приоритетите на Европската унија. И заради тоа е направен практично и тој компромис со non-paperот, да нема дискриминација, по трет пат повторувам, да нема дискриминација по однос на земите кандидатки, членки кои треба да пристапат, кои го возеле целиот тој процес долго години за влез во Европската унија. Сега се нуди едно решение, со non-paperот едно решение, каде што се тука влегува и нашата земја во тој услов. Да. За да влезе како
забрзано влегување и интегрирање во европските процеси со тоа што ќе може да ги користи предпристапните фондови а тоа е и една друга работа. Бирократијата, европската бирократија за одобрување на средства, воени средства на Украина и сите тие блокади, вета и тие работи, тоа го отежнуваше процесот за помош на Украина и било каква интеграција и во услови на војна да правиш реформи, мислам дека не е возможно. Затоа е направен тој компромис и да нема дискриминација, влегуваат сите земји покрај Украина и Молдавија, влегуваат и другите земји кандидатки. Да, добро, ајде ќе го видиме тој non-paper, ќе видиме дали тоа ќе профункционира, како ќе биде. Да се вратиме на позицијата на Македонија во европскиот процес. Таа е јасна, кажана е многу пати од представниците на владата и од премиерот Мицкоски, и отприлика таа се сведува на тоа, дека владата вели ние немаме проблем да ги ставиме бугарите во уставот, но бараме предвидливост на процесот. Бараме одредени гаранции дека потоа нема да бидеме цело време заплеткани во идентитетски условувања, дека процесот ќе биде базиран врз копенхашки критериуми, а не на билатерални односи со Бугарија. И сега, реално, кога го слушате тој став, нема во тој став ништо неразумно, ајде да речеме, со оглед на тоа што и се случуваше на Македонија, во оглед на Преспанскиот договор, ветувањето дека ќе станеме членка на НАТО, што станавме, но и дека ќе почнеме преговори со ЕУ, кои, ајде да речеме, технички ги почнавме, но и не ги почнавме. Но, од друга страна, постои она реал политика, која вели дека вие, како и да е, останувате надвор од процесот и тоа е исто така факт. Сега, како да изградиме стратегија соочени со тие две реалности? Јас искрено пробувам да дознам, да видам каде и кој го проблематизира идентитетот. Јас мислам дека власта намерно го измисли овој проблем, намерно го наметна сама овој проблем со идентитетот, зашто идентитетот се стекнува со раѓање. Прво како човек. А после можеш да си одредуваш сам свој идентитет во рамките на конфесија, на етничко потекло, на нација. Не можам да разберам кој го проблематизира. Јас немам слушнат дека Бугарија го проблематизира идентитетот. Единствено, мислам, досадни сме и веќе дегутантно стана да самото внесување на бугарите во уставот прави јасна дистинкција помеѓу Македонија и Бугарија, македонец и бугарин. Каде го гледаме проблемот? Ти се изјаснува, че твојот идентитет е македонски. Јазикот сакаат да го проблематизираат. Нема ни проблем ни со јазикот. Јазикот е признат во Обединетите нации многу одамна. И имаме свој код, свој јазик и тука не гледам никаков проблем. Измислувањето на проблеми за да не се реши задачата која имаме превземено, обврската која имаме превземено со договорот со Бугарија, не можам поинаку никако да го дефинирам, освен како манипулирање со јавноста за одржување на власт, односно не тоа што го ветуваше дека ќе го поништат договорот со Бугарија и дека ќе го вратат уставното име пред промената,
а ја не гледам дека е и името променето, затоа што во името има само додавка, само географска одредница, Македонија си е Македонија. Проблематизирањето е заради нивни лукративни лични причини. Пробувам со луѓе, интелектуалци, политичари, луѓе од страна да го дефинираме каде лежи проблемот, не може да се најде. Добро, вака, за волја на вистината, официјален став на бугарската историја и наука и бугарската политика е дека македонците се вештачка нација, создадена 45-та, дека до 45-та биле бугари, од 45-та се македонци, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот. Ова е се официализирано низ бугарската политичко-научна реторика, ајде да речеме, и то не го ни кријат тоа, но еве конкретно за преговарачката рамка ако одиме, барем власта така вели, дека проблемот е во вториот протокол, кој наложува тамо на Историската комисија да продолжи со работа, да испорачува резултати и потоа дека од тие резултати ќе зависи европскиот пат. Мора да кажеме дека ова е едно од гледиштата, другото гледиште кое например го артикулира господинот Бујар Османи, дека тоа воопшто не е така, не е така. Протоколот не е таков, дека тој не е задолжителен, дека сепак процесот се базира врз Копенхашки критериуми, дека протоколот кој е дел од договорот за добрососедство е ставен тамо чисто да ја задоволи бугарската страна во таа приказна, но ќе кажам, тоа се две различни гледишта на преговарачкиот процес и сега власта се држи на тоа, дека тоа што Историската комисија би го правила во протоколот, од таму потоа би можело да произлезе тоа негирање на идентитетот и така натаму. Управо тоа е манипулацијата со вториот протокол во јавноста, власта тоа го прави, значи манипулира со јавноста. Протоколот воопшто не е проблем за понатамошниот процес за интеграција за влез во Европската Унија. Тоа е протокол кој може да го расправаат само комисиите. Тој не влијае воопшто во процесот на пристапноста на нашата земја во Европската Унија. И тоа е класична манипулација, тоа добро го кажа неколку стручњаци, од кои и Бујар Османи, и тоа е апсолутната вистина. Манипулацијата со вториот протокол е, пак ќе кажам, заради од кои причини? Заради останување на власт, заради неиспорачување на тоа што го ветуваше на своите бирачи и блокирање на нашата земја во интеграцијата во Европската Унија, тоа власта за сега добро манипулира со јавноста, но до кога тоа ќе видиме. Знаете како господин Джаферовски, еве да останеме на овие позиции, ова и нешто во догледна иднина да не се смени. Сега има некои процеси, еден е тој амандман кај господинот Вајц, евроизвестувачот, каде што тој бара од Европската комисија да се изјасни околу тоа дали протоколот е формално да каже дали е дел од рамката или не дел од рамката, нешто што би можела Македонија да го толкува како своевидна гаранција во тоа, но не знаеме тоа дали воопшто ќе се случи. Тоа е еден од процесите. Гледаме дека Бугарија вели нема ние зашто да преговараме и да разговараме. Тоа е тоа, имате рамка, разговарате со Брисел. Вие сега имате рамка од Европската Унија, немате од Бугарија и така натаму. И сега да земеме, да предпоставиме дека работите ќе останат вакви какви што се, што е прилично реално, нели? За сега. Што понатаму, господин Джаферовски? Имаме ли ние некаков план што понатаму? Што ќе прави државата во следниот период, следните години? Што ќе правиме, како ќе се однесуваме, како економски ќе се развиваме и така натаму? Како ќе ги водиме процесите? Да претпоставиме дека
Македонија утре власта ќе се согласи да го отвори уставот и да ги внесе бугарите и останатите кои се во уставот. Моето прашање е што Македонија ќе изгуби со внесувањето на бугарите во уставот, кога веќе имаме и повеќе етнички заедници, односно нации, веќе во уставот. Што губиме? Ние со тоа можеме само да покажеме добра волја, дека сме исполнителни пред Европската Унија, да покажеме дека ги почитуваме договорите и ќе ја ставиме Бугарија во позиција за да може да се брани пред членките на Европската Унија. И јас не гледам што ќе изгубиме. Ние ќе направиме само чекор понатамо и ќе видиме. И еве хипотетички дека пак нешто ќе прават проблем. Ние сме направиле чекор и ние сме во предност. Зошто тоа не го правиме, бараме некакви гаранции, нема да добиеме од никој. Условувањето од страна на нашата земја, од нашите власти, на Европската Унија, со давање гаранции, тоа нема да се случи никогаш. Ние треба да го направиме првиот чекор храбро и да ги ставиме во една позиција на каде што ќе се бугарите да ги ставиме во една позиција каде што тие ќе треба да објаснуваат после тоа, затоа што членките на Европска Унија кажуваат дека нема да има дополнителни условувања од страна на Бугарија. Ние сега треба тоа да го направиме и да видиме понатаму. Ние ништо не губиме. Ние добиваме. Во секој случај добиваме. Ништо нема да изгубиме со тоа што ние ќе ги ставиме бугарите во уставот. Да, добро. Очигледно дека тоа прашање има доста непозналици, тука не можеме да даеме дефинитивни одговори, ќе видиме што ќе се случува. И сега се надоврзувам на претходното прашање, што понатаму, што ќе правиме. Како ја коментирате изјавата на премиерот Мицкоски дека Македонија забрзува и мора да оди напред? Покажуваме дека со скромни ресурси можеме да направиме многу. Гледам доста реакции видов на тоа дека Македонија забрзува. На каде? Прашањето е на каде забрзува. Македонија е пред амбис. И финансиски, и политички, и секако. Не знам во која смисла го има кажано тоа премиерот Мицкоски, но јас колку што гледам... Односно економијата ми се чини пред. Колку што гледам дека секој месец имаме нови и нови задолжувања. За исплата на пензии и плати, не знам, пазите, со скромни ресурси. Зборува за скромни ресурси и нови задолжувања, кои треба на крајот од денот да ги плаќаат граѓаните. А одиме, свесно одиме кон банкрот на државата и колапс на државата. Финансиски колапс, економски колапс. Ние сме осудени да бидеме тамо каде што сме окружени со нашето окружување, со нашите комшии, соработка со нив и соработка со соработка со Европската Унија и со целиот свет. На тоа треба да се фокусира владата и господинот Мицкоски. А не реторички да излегува на медиуми, да зборува дека сме прва економија, втора економија, трета економија. Луѓето масовно се иселуваат од оваа држава, младите ги нема, значи се повеќе и повеќе ги нема, и тоа со неповратно, значи one way ticket. Заминуваат без мисла дека ќе се вратат во земјава. И не гледам како тоа со таква леснотија премиерот Мицкоски тоа го кажува,
дека ќе успееме економски покрај скромните финансиски средства кои ги имаме, а нон-стоп имаме секој месец имаме задолжување за да можеме да ги менаџираме пензиите и платите, тоа не знам како и на што мисли. Да, еве, бидејќи навлегуваме полека и во дневната политика, она што се случува, што е актуелно, ќе разговараме за неколку работи. Една од нив е случувањата во Скопската општина Карпош. Тие се можеби вака навидум делуваат локално, но се интересни како една слика и парадигма воопшто за се што се случува, бидејќи на владеачката партија на некој начин во друг контекст, но повторува приказната како со Данела Арцовска. Имаме еден градоначалник кој сега па физички го нема, кои доаѓаат разни информации зашто го нема. Неколку медиуми објавија дека тој едноставно не сакал да ја врши таа функција, дека поднел и оставка, и тоа дека 2 пати поднел, така објавија, но дека буквално не му се дозволува да ја поднесе таа оставка, дека седи дома. Видовме еден извештај од лекарска комисија кој исто така го презентира дел од медиумите дека тој треба да се врати на работа, но премиерот Мицкоски вели дека според негови информации не требало да се врати, требало уште да лежи. Чудна една ситуација имаме, господине Џаферовски, со градоначалникот на Карапош. Што покажува таа? Го дадовте вие одговорот, тоа е истата слика како со градоначалничката Данела Арцовска. Насилничката политика која од самото создавање на ВМРО која ја практикуваат, продолжува и понатаму. Карпош е една специфична средина која ВМРО ја чинам дека никогаш од самостојување прв пат ја освои. И тоа е еден голем успех за нив и така лесно нема да се откажат од таа општина. Зашто и мислам дека никогаш повеќе нема да ја добијат. Зашто карпошани веќе видоа пробаа со ова и мислам дека веќе никогаш нема да дадат доверба на кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека тука се работи за некакви лични лукративни моменти каде што не секој човек, па бил градоначалник или не, е во можност, односно е во ситуација да го испорача. Веројатно се вршат притисоци за некакви нечесни криминални активности каде што човекот не може или не сака да ги испорача и вршењето притисок може веројатно му го има и нарушено здравјето и затоа се повлекува. Сега случувањата во исто време тоа што се случи апсењето на бившите двајца градоначалници на Карпош, Стефан Богоев и Стефче Јакимовски, само го потврдува сето тоа дека ВМРО-ДПМНЕ се плаши од губење на таа општина и без разлика кој да биде и да не е и Стефче Јакимовски и Стефан Богоев, секој следен кој ќе биде кандидиран од страна на ВМРО-ДПМНЕ нема да ја добие довербата на карпошани. Да, таму, еве, кога зборуваме за двата процеси кои се случија во исто време, паралелно со случувањата со Лукровски, буквално во рок од 10 дена со Стефан Богоев и со Стефче Јакимовски, прилично чудно да биде коинциденција, нели? Прво, се чуди дека процесот со Стефан Богоев, бидејќи тој нема некакви сега амбиции тамо политички, дека само требаше да делува како еден спин од тоа што го нема избраниот градоначалник Лукровски,
Но со Стефче Акимовски е многу подиректна пораката, бидејќи тој најави дека повторно би се кандидирал и во сегашнава ситуација очигледно е дека не би имал проблем повторно и да победи таму. Тоа е сепак одлука на тие се бранат од далеку и не оставаат ништо на случајност. Затоа е и Стефан Богоев заедно со, иако не пројавуваше интерес за повторно кандидирање, заради превенција го процесуира и него. Коинциденција не е. Сето е тоа политика која со години и со децении ја води насилничка политика која со децении ја води ВМРО и така функционираат. Јас пак ќе кажам, без разлика дали ќе биде кој да биде кандидиран во Карпош како кандидат на ВМРО, не знам за другите, но ВМРО нема да ја добие довербата во Карпош повеќе. Да. Ајде да видиме за другата страна. Што мислите за вашите, не знам дали се поранешни само сопартици или сегашни сопартици, значи за стратегијата на СДСМ. Очигледно е дека во последните месеци, ајде да речеме, дека господинот Филипче зазема еден да речеме поагресивен став во јавноста. Делувањето е така малце поенергично, поагресивно. Не знам колку тоа се одразува сега на анкетите и на јавното мислење. Што мислите за стратегијата на СДСМ и нивното опозицијско делување наспроти ова што го прави власта? Да расчистиме ако моето дали сум бивши или јас припаѓам идеолошки на социјалдемократијата и тука нема не верувам и дека сте и член промена. и член сте. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз, не сум во структурите на партијата, но останувам секогаш социјалдемократ, лево ориентиран, значи со сите манири на еден социјалдемократ и ќе си земам заправо за жал не гледам сега пред известно време, пред 10 дена се одржа конгрес на Социјалдемократскиот сојуз и навистина мислев дека нешто концепцијски, кадровски ќе понудат некаква визија. Едноставно беше конгресот помина понака незабележително и ништо суштински не се случи. За жал, мојата партија влезе во една ситуација да глуми етнозаштитник, како и имаме една таква партија, не една, има повеќе партии од повеќе различни етнички заедници, етнозаштитнички кои се промовираат. И Социјалдемократскиот сојуз од една граѓанска, една робусна, една државотворна партија, кај што се идентификува сите етнички заедници, луѓето од сите етнички заедници, каде што се гордеја, единствена граѓанска партија, пак ќе повторам, влезе во една етнозаштитничка стереотипна позиција, каде што е практично непрепознатлива за најголемиот дел од социјалдемократи, идеолошки
луѓето кои припаѓаат на социјалдемократијата. Што понатаму? Јас искрено очекував дека ќе има длабоки реформи во и кадровски и статутарни реформи и ќе се понуди визија за и концепт како да се создаде критична маса за да се спротистави на оваа ненародна власт. Тоа, да бидам искрен, не го видов. Луѓето, членството со кое секојдневно се среќавам се во една летаргична состојба, не знаат, се прашуваат што понатамо, ако нешто драстично не се смени и ако не направат. Видете, морате за една таква партија, како што е Социјалдемократскиот сојуз, мора да се има концепт, јасна визија, треба да се работи и да се верува во тоа што се работи. Јас тоа во моментов, не само јас, многу луѓе доаени во СДСМ, тој процес, тој момент не го гледаат. Да, имаше господин Джаферовски едни информации кои се појавија пред месеци нешто за некаков широк фронт. Се спомнуваше македонски ДОСТ се правеа аналогии нели со ДОСТ на Џинџич и така натаму. Но некако како во таа приказа се неофицијално се спомнуваа поранешни видни членови на СДСМ, поранешни функционери и така натаму, кои не се одамна активни во партијата, како некаков обединувачки фактор и така натаму, но некако таа приказна замре. Мислите дека се случува нешто на тој план или не? Видете, и јас го слушнав сето тоа е имаше такви озборувања и разговори, но свесноста кај тие исти луѓе дека практично ќе срушиме нашата матична партија од каја што потекнуваме, ќе ја срушиме, тотално ќе ја обезвредниме, ги одврати барем во моментов ги одврати од таква идеја. Околу тие фронтови беше понуден од ДУИ. Јас не знам зошто СДСМ се оградува од ДУИ. Сериозно, не знам зошто се оградува од ДУИ. ДУИ е лев центар, лево ориентирана партија. Предпоставам поради сите оние афери кои им нанесоа штета на некој начин. ДУИ се многу подобро се реформираше во изминатиот период, не дека не се правени грешки, али ДУИ ги направи на некој начин реформите. И ДУИ, јас лично мислам дека кога и да се наредните избори, ДУИ се враќа на... Мислиш дека со отстранувањето на Артан Груби тоа има најклучна реформа? Да, отстранување на одредени политичари кои беа инволвирани во некакви незаконски дејанија и сето тоа, углавном ДУИ се реформира, се уште во завршна фаза е и мислам дека е на добар пат зошто СДСМ се оградува а заедно беа на власт, зошто се оградува и зошто не го формира не заедно тие тоа што сега спомнувавте некакви фронтови. Европскиот фронт е вистинскиот момент каде што треба да се обединат сите опозициони партии кои и мислат добро на оваа земја и кои сакаат да се интегрираат во брзо да се интегрираат во Европската унија.
И тоа е единствениот рецепт кој ќе ја сруши оваа ненародна власт. Да. Добро, немаме уште многу време до крајот, буквално уште некоја минута, ве молам за кус одговор за процесот Пулс Кочани, каде што вие сте еден од обвинетите како поранешен директор на ДЗС. За која година беше, кога сте, за кој период? 2017-2020. Да, за тој период. Што се случува во тој процес? Искрен да видам. Тоа е најдобро да ги прашате, да ја прашате правната фела. Правната фела е збунета, се смее дека ова обвинение, велат ова обвинение само става капак на пропаста на правосудството и јавното обвинителство, но нема да коментирам тоа. Кратко ќе се осврнам на ингеренциите на директорот на Дирекција за заштита и спасување, кои се ингеренциите, за да јавноста може да подобро да ја разбере суштината на одговорноста на директорите на Дирекција за заштита и спасување. Директорот за заштита и спасување е функција на организирање на системот за заштита и спасување во државата. Што значи систем за организирање на систем на цивилната заштита, односно заштита и спасување? Спремање на ресурси, меѓународна соработка, обука на тимови, создавање на тимови, набавка на материјално-технички средства, соработка со меѓународните заедни институции поврзани со заштитата и спасувањето. Секој поединец, секој правен субјект, секоја институција во оваа држава, значи почнуваме од секој поединец, имаат обврска према системот за заштита и спасување, односно законот за заштита и спасување. Не систем, не Дирекцијата за заштита и спасување обврска према. Значи секој поединец, правен субјект и институција, државна или било каква, имаат обврска да ги исполнат условите кои ги пропишала државата во законот за заштита и спасување. Тоа е обврска на секој од нас, секоја правно лице, секоја институција. Обратно, Дирекцијата за заштита и спасување, ви кажав, значи во функција, директорот е во функција да го организира тој систем. Да. Ниту имаме детективска служба за да можеме да идеме да проверуваме кој поднел, кој не поднел. Тоа е обврска, законска обврска на секоја правно лице, на секоја институција, секој поединец. Обврска која е пропишана со закон. И тука нема компромис. Ниту имаме детективска служба, ниту имаме обврска да идеме да пратиме кој што прави. Секоја институција, секој правно лице мора да поднесе документ релевантен кој го има пропишано државата, за да добие или не добие согласност од Дирекцијата за заштита и спасување. Добро, господин Џаферовски, истече времето, ви благодарам на вас за ова гостување. Благодарам и на вас.